Овде во градот на Дедо Мраз сме почитувани на 31 декември, ова 2019 година. Сакаме да го посетиме Дедо Мраз, да го прашаме како помина ова 2019-та. Ги поздравили дечињата, беа ли децата кај него? Кои се желбите негови за најмладите во наредната 2020 година? Со нас ќе биде како и изминатите години, толку упорно, со срце, вистинскиот Дедо Мраз, тој кој со години е овде во ова убаво пребивалиште, нашиот сограѓанин Ѓорѓе Вереловски. Дедо Мраз, добар ден. Добар ден. Како помине годината? Па оваа година е рекордна, мада од година на година секогаш е поголем бројот на дечињата. Оваа година доделив без малце 3000 пакетчиња, сигурно ќе надмине и 3000. Да споредиме со лани? Па лани имаше 1500. Значи ова е дупло, а се надевам дека има најави и за после нова година да доаѓаат дечиња. Популарноста за вас се зголемува? Па популарноста да, се зголемува. Трошковите се зголемуваат, значи фактички се оде на еден ред, па се надевам дека натаму со заедничка, мислам, со работка на сите и на граѓаните на сите ќе продолжи оваа работа. Сите пакетчиња ги купува Дедо Мраз од неговиот джеп? Да. Па 22 години јас кажувам дека можеби луѓето секогаш мислат дека од фирми, од општина и било каде, него фамилија Вереловски ги издвојува парите од своји сопствени средства, така да оваа година јас се лично, да речеме, комплет, дури немам никаква помош од никаде. Имаше неколку луѓе, благодарност голема и Дони Фете, кои што дури не добија пакетчиња, донираа по некој денар. Сепак сум среќен и весел. Јас кажувам дека негаш и ако 100 денари некој донира и остави, јас ќе бидам несреќен, пресреќен. Колку деца, отприлика рековте околу 3000, од кои градови беа децата? Па градови се кажува општо од цела Македонија, више нема градови, затоа што претежно нема од каде што не дојда. Од Куманово, од Гостивар, од Крива Паланка, од Пехчево, од Виница, од Велес, значи од секаде. Веројатно сите имаат некоја желба. Меѓутоа, која е твојата желба за децата од Кавадарци и од Македонија? Па најголемата желба е да ги направиме децата среќни и весели. Тоа е, викаме, богатството за сите нас. Значи, кога го гледаш дете дека е среќно и весело, треба да бидеме и ние среќни и весели. Благодарам се најубаво, веројатно ова твоја мисија ќе продолжи наредната година. Па кажав јас дека без рајка на трошковите ќе го продолжиме оваа дело, ние нема шанси да го прекинеме. Јас така и реков и претходно. Значи никогаш брзо основа на тоа, значи ќе го продолжиме и доколку и народот, значи сам свати дека сепак се огромни трошкови. Ако некој сака нешто да помогне, че сепак ќе биде една добра работа, бидејќи ова се работи за сите деца, нашите деца, значи фактички. Без рајка што огромен е трудот, огромни се трошковите и на другите средства, да речеме, еве се што нешто се кине, се расипува. Се украсува. Да, се украсува, значи се нешто паѓа, нешто ќе се скрши и така. Благодарам и многу среќа да имаш, многу успех и многу здравје, да не живееш долго. Па, благодарам. Јас се надевам дека да, ќе бидам здрав, среќен, весел, како и сите дечиња. Фактички, јас сум на еден начин веќе како детско срце, бидејќи се дружам со најмладите. Огромна е радоста. Јас тоа не може да се опише, значи кога едно мало дете ќе фани, ќе те прегрли, па ќе ти удри петка, па ќе ти посака желба, значи тоа ретко кој. Мада имаше луѓе и острано, да речеме, ете што работеле во странство, сите се изненадени, бидејќи овакво нешто нема никаде. Баш дојдоа и луѓе од Белград, дури и они го кажа, а она што ние сега ово нема ни у Белград, значи. Тоа е тоа. На крај, на сите граѓани, веќе на Македонија, им посакувам пред се слога разбирање, а со сето тоа доаѓа среќата и радоста кај сите нас. А доколку им обратиме, кога гледаме децата среќни, треба да бидеме ние уште посреќни и заеднички да го продолжиме ова. Мислам дека прекрасно дело што многу ретко и дали го има некаде, не знам. Благодарам се најубаво. Среќни празници, новогодишни и божични, да бидат сите здрави, среќни и весели. А ние се одиваме овде од бајката на Дедо Мраз, од дворот на Дедо Мраз, многу убаво, уредено како и секоја година, и посакуваме желбите на Дедо Мраз да бидат остварени. А вие од бизнес секторот, оние родители кои имаат малку повеќе пари, добро е да донираат овде, бидејќи Дедо Мраз ќе ги чува парите за вгодина, ќе купи пакетчиња и ќе ги подари на вашите деца. Се најубаво и среќна нова 2020 година.